Од 14 до 18 септември годинава Штипскиот универзитет Гоце Делчев за прв пат ќе биде домаќин на престижната истражувачка летна школа, чиј покровител е Европската комисија и Истражувачкиот центар за Западен Балкан. Учесниците од земјите од Западен Балкан ќе го испитуваат нивото на загаденост на почвата, водата и воздухот во регионот. Она што ја прави посебна оваа летна школа е холистичкиот пристап, односно не разгледување на медиумите поединачно како најчесто што се вршише досега, вода, воздух и почва посебно, заедничкиот пристап подразбира истовремена анализа, односно учество на сите учесници во холистичка анализа на сите медиуми на животна средина. На терен, учесниците ќе работат со европски експерти и врвна техника. Да работат со специфични аналитички техники, како што се анализа на ултрафини честички, кои веројатно се и најопасни за здравјето на луѓето, нивна анализа со помош на електронска микроскопија. Што значи ова за УГД како универзитет? Настанот подразбира соработка со заедничкиот истражувачки центар, односно научната служба на Европската комисија, и е значено признание и за капацитетите на нашиот универзитет и за капацитетите на нашата држава да можеме да организираме еден таков настан. Од какво значење за македонската наука е доаѓањето на европскиот експертски тим во септември во Штип? Огромно значење има нивното доаѓање во земјава. Тие ни ја признаваат науката, ни го признаваат универзитетот, не само Гоце Делчев, туку и другите. И на овој начин, кога решиле да дојдат овде и да спонзорираат дел од тоа што ќе се одвива, всушност ни одаваат признание дека значајно напредуваме. Интересот за учество на оваа школа е голем. До сега се пријавени 31 учесник од сите земји од Западен Балкан, а рокот за пријавување е до 25 овој месец.